Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Добар ден, почитувани слушатели на радио Слободна Македонија. Денеска е среда, 30 ноември, последен ден од овој месец и некаде во финишот на изборната кампања. Остануваат уште 9 дена, трка еден ден пред изборен Молкин 11 декември. Македонија конечно ќе треба да гласа за на предвидените парламентарни избори кои што се случија по она 2,5 годишна политичка криза која што е наветна опозицијата. Мој ден и ваш денешен гостин е дипломатот од кариера Ристо Николовски. Добар ден. Добар ден. Ќе разговараме на оваа тема, особено со поголем фокус на она што значи според мене посериозно прашање кое го наметна лидерот на опозицијата и тоа пред почетокот на кампањата, иако можеби го навестуваше речиси сите овие 2 години како така можеби некогаш по затворено, некогаш поотворено, меѓутоа сега пред почетокот на изборната кампања многу отворено, за да потоа ретерира во некои митинзи дека сушност тој не зборува за федерализација, двојазичност, туку за нешто друго. Ајде прво за почеток, ќе имаме ли решение на кризата на 11 декември? Кризата нема да се реши со изборите, меѓутоа факт е дека тие ќе бидат еден сериозен исчекор, додека се заврши како што е планирано и очекувано, без некои големи проблеми на самите избори и прифаќање на резултатите по нив. Значи, ќе биде голем исчекор, меѓутоа кризата останува. Јас дори се плашам во одредени ситуации таа може да се предлабочи, бидејќи ако дојдеме во ситуација да биде тешко да се формира влада, што ми се чини и целта на меѓународниот фактор кој има клучна улога во сите наши биднување последниве години, последни 25 години, значи може да се случи и одредено продлабочување, не дај Боже, на кризата, бидејќи тогаш ќе дојдат до израз оние сите спротивставености кои веќе се најавени од една страна од опозицијата, која така заговара работи за кои ќе дискутираме денеска, кои се апсолутно против оние основни, фундаментални, стратегиски и историски интереси на овој народ, на оваа држава. Од кој аспект мислите дека ќе има продлабочување на кризата, неформирање влада? Да. Значи имаме, како што реков, од една страна странскиот фактор и од друга страна од една страна домашниот фактор кој заговара работи кои се неприфатливи, од друга страна странскиот фактор кој ќе направи се и прави се веќе 2,5 години за да дефинитивно Македонија капитулира и го промени името. Значи имаме една иста цел која 25 години на маса по распад на Југославија, тоа е прекрстување на државата и раземитување на македонскиот народ, и сега доаѓа до целосен израз таа двојна офанзива од надвор за прекрстување и се јавилам ќе направат се да не прекрстат, затоа беше прочем Обама и во Атина, и од друга страна го имаме внатрешниот фактор кој иде на федерализација, бара консензуалност и слични работи кои де факто треба да не фрлат на колена и ако дојде, не дај Боже, до таква ситуација по изборите, ако победата на сегашната владечка партија која е очекувана биде недоволна да се формира една стабилна влада, мисли че дека многу лесно ќе биде во подлабока криза. Мислите дека она реторика на лидерот на опозицијата Зоран Заев околу федерализација, околу двојазичност, околу сите оние прашања кои што ги отвори овој период се во насока на јакнење на позициите на ДУИ со оглед на тоа дека веќе Демократската унија на албанците како логичен победник во албанскиот блок и веројатно еден очекуван, не логично очекуван, да видиме дали ќе биде. Па добро, според анкетите се зборам од она што покажуваат анкетите. Веројатно тој би бил партијата која би требало да односно да преговара за формирање на влада. Тие веќе испорачаа некои барања кои што се идентични на она што го бара Зоран Заев. Мислите дека тоа е можност за продлабочување тука во оваа основа на таа криза и ослабување на позициите на ВМРО ДПМН како очекувани логичен победник според анкетите? Точно, видите, мислам дека бомбите имаа за цел, јас викам бомбите под наводници кои беа петарди, имаа за цел да ја променат оваа власт. Бомбите не се резултат на наши некакви и прислушување и све, без оглед кој стои за тоа и кој ги направи, дали формално во нашата МВР или имало и од надвор
податоци, што мислам дека сигурно било случај. Значи, основната цел на тие бомби беше да се дојде промена на власт. Разбирате, оваа власт се покажа не спремна да го витка работот, затоа што името е клучот на се што случува 25 години и таа е поради тоа неприфатлива и треба да се промени. Бомбите не успеева. Значи, не го промени расположението на гласачкото тело. И кога се свати тоа, тие, значи, странскиот фактор, велам, се менеджер на сето ова и војната 2001 година, се Соединените американски држави, да биде потполно председни. Чадорот, не е некој замислен и фиктивен, да речем, противник наши душман, него тоа се стои Вашингтон за Чадорот. Значи, се обидува да направат се, не успеева. Кај нив прагматизмот победува и веднаш стапи на се на планот Б. Планот Б е да, ако веќе победи ова коалиција, односно владеачка партија, да незината победа биде пирова, да биде што мала и да не може да создаде влада. Во таква ситуација кој би создал влада? Чекајте, и во тие рамки е делувањето, аз го гледам барем, делувањето на опозицијата. Ова што го зборуваат и за двојазичноста и за федерализацијата, иако велат нема федерализација, све што предлагате де факто федерализација. Вие не можете да го речете тоа федерализација, али чековите го ги правите во таа насока и тоа не е спорно. Значи, јас сум уверен дека е тоа на барање на странскиот фактор, за да се зајакнат албанските политички субјекти од држава, да го барат невозможното после изборите. Тоа е една од причините зашто така настапува Заев. Втората причина е веројатно свеста дека не може да ги добие изборите, тоа е крај на неговата политичка кариера, неизбежен. И сега во очај он сега смета после мене потоп. Ако јас веќе испаднам и ако не успеам и мојата партија заедно со него, тогаш нека пропадне Македонија. Тоа е вториот дел од зашто он така настапува. И третиот дел зашто он така оди е во смисла на да го руши противникот. Значи, ова првото беше директно последици за државата, а сега третото е последици на партијата која очигледно има поголемо влијание, поголема поддршка во јавноста и во избирачкото тело и да им ги врзе раците. Значи, да, ќе победите вие, ама ќе видите, албанците ќе ги постават сите овие услови кои јас ги ставив на маса, кои де факто ги артикулираат албанските партии и секој редефинирање на оваа држава, што го бара отворено Беса, например, што е антиуставно, или што го бара дуи и консензуалноста, и етнички буџет, и не знам што се друго, се тоа федерални категории или самото на веќе некаква пракса жалосна да победничката партија во албанскиот блок и победничката македонскиот блок формираат влада. Тоа све се делови на еден федерализам. И да го завршиме овој дел со констатацијата што е федерализмот. Федерализмот значи формирање, значи две држави, формирање на трета балканска држава во регионот, значи тоа значи нови граници во Македонија, тоа значи дводомен парламент, значи све нешто го рековме консензуалност и се, и разликата меѓу унитарниот карактер кој сега стои, кој е основата на Охридскиот рамковен договор, единствена позитивна категорија за македонскиот народ во ОРАД, Охридскиот рамковен договор, беше тој унитарен карактер на државата, значи сепак останува македонскиот народ како носител на таа државност, како најброен, меѓутоа сега во меѓувреме се прави све тај унитарен карактер да се сруши и да дојде до федерализација. Единствена разлика меѓу унитарниот карактер и федерализацијата, односно правата кои го живеат албанците, е правото на отцепување. Мито, колку тоа реално може на терен да се спроведе? Јас, да речеме, голем дел од аналитичарите велат дека тоа е предизборна реторика пред се. Јас се согласувам дека можеби во најголем дел е насочена и кон неможноста да се обструира, односно да се обструира варијантата да се формира утре влада. Меѓутоа, ако се гледа според анкетите, победата на ВМРО-ДПМН на овие избори би била некаде на границата според сегашните анкети, иако има 11 дена, уште 9 дена до изборна кампања, на границата од 61 пратеник кој што би можел да ситуација за формирање влада. Може би да се случи, нели, Груевски бара 63 пратеника. Во таква победа од 59-60-61 пратеник, тогаш постои ли можност дуи да остане на таквите барања?
Видите, тука е зајако. Затоа се што се прави во меѓувреме е таа политика, таа победа на ВМРО која се очекува и се надевам дека сите изненадувања кои ќе ги доживее, бидете сигурни во овие останати колку рековте 11 дена да изборите. 9, да. Кампања и 2 дена за избор. Да. Значи сите тие денови кои ни престојат ќе донесат изненадувања, бидете сигурни. Тие се крие во джепот нешто и тоа е повторно аргументи и ако сакате стратегии од надвор кои ги добие опозицијата, целта рековме дека е рушена оваа власт. И по сите тие изненадувања, по сите тоа што се случи, разбирате, мислам, се плашам дека убедливата победа на ВМРО е доведена во прашање, дека 61 и 63 пратеници е недостижен број сега за сега, да се надеваме дека тоа ќе биде постигнато, меѓутоа јас мислам дека ќе биде многу тешко, дури невозможно, и велам, се друго води во едно политичко ценкање, во политичко уценување, и затоа улогата која сега се ја зема опозицијата е да дојде до таква ситуација и да во тие услови, ако веќе нема можност да се формира влада, да формира влада победникот на изборите, а тоа веројатно ќе биде ВМРО, да тие со своите понуди на албанците создадат клима да нивните аспирации бидат што е можно повисоки, разбирате, што е можно поголеми и да тоа оневозможи да победникот формира влада и да се дојде во ситуација да опозицијата евентуално и Заев формира влада и на тој начин да со своите ветувања ги привлече кон себе и победникот во албанскиот политички простор и некои други евентуално партии за некаква коалиција да на тај начин дојдат на власт. Тоа е на четвртата можност како зашто се оди со едни такви нереални, предавнички, ако сакате, историски погрешни ветувања, односно инсистирања за дефинирање на оваа држава. Тука ќе направиме кратка пауза, за овој дел ќе продолжиме малку подоцна во емисијата. Круг со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Добро, поштовани слушатели, ова е емисијата Круг, јас сум Маријан Николовски, ваш и мој денешен гостин е Ристо Николски. Зборуваме за политичкиот амбиент во предизборието во Македонија. Застанавме околу можноста за обструкција за формирање влада. Велите дека логиката, уствари, исто така покажува дека целта на опозицијата најмногу е сконцентрирана на тоа, со оглед на тоа дека нивните шанси за победа на овие избори и според нивните анкети се минимални, речиси недостижни. Меѓутоа, ако запне процесот на формирање на влада, ние веројатно опцијата во таква ситуација посакувана на СДС би била да не може, затоа нели тоа барање да од сите политички партии се изјаснат дека не би коалицирале со ВМРО ДПМН постизборно. Меѓутоа во ситуација кога би имале условно хипотетички таква ситуација, тогаш веројатноста да формира влада и опозицијата е многу тешка. Ако ВМРО освои 55, 6, 7 партеници, тогаш хипотетички може опозиција да формира влада, меѓутоа тогаш требало да има 4-5 албански партии, и тој резултат веројатно не би поминал така едноставно, тогаш изигрувањето на волјата на народот, кој што јасно би покажал кој е победникот, веројатно би се преточило на револтот на улица против една таква влада на СДСМ и 4 останати албански политички партии во парламентот. Тогаш кризата веројатно би отишла на сосема друга ситуација. И ние имаме за неполни 2 месеца по овие избори локални избори, така што веројатноста ако не се формира таква влада, може ли да се случи да имаме нови парламентарни избори веќе заедно со локалните? Видите, најстрашно би било да дојдеме во ситуација да на улица ги разрешуваме проблемите. Не дај Боже такво што се случи. Некои сили тоа го посакуваат, меѓутоа македонскиот народ е доволно мудар да тако нешто не дозволи. Веројатно нема ли да дозволи ако победата е изразена со... Видите. Мислам дека знаете, кој човек во очај се фаќа за сламка и тука нема никакви скрупули. Мислам дека сите овие изјави кои ги даде лидерот на опозицијата во Швајцарија пред сега на некои домашни телевизии водат точно во таа насока. Ако овие не успеат да формираат влада,
разбирате, бидејќи албанските партии ќе поставуваат невозможни услови, дека они се спремни да го виткаат трбето, тоа го кажа јавно и тој, и повеќе нивни членови, тогаш албанските фактори или партии кои ќе бидат на изборите, кои ќе имаат пратеници, колку и да се тие, разбирате, можат да се обединат на таа национална основа. За разлика од нас македонците, кои немаме ништо свето, кои немаме никаква национална програма, кои немаме ништо национално и ако сакате стратешки државно што не обединува. Зборите као политички субјекти. Да, секој води на своја страна и никој не води најголем да не водат сметка за она што е историско, стратегиско или фундаментално важно. Значи, за разлика од нас, албанците, кога е националното прашање на дневен ред, сите се единствени и за тоа мора да им семнеме капа. И во оваа ситуација може да даде тоа до израз, бидејќи ова што го нуди заев на албанците е историско, разбирате. Тоа никој друг нормален политичка држава нема да им го понуди. Тоа е де факто таа федерализација што зборуваме, рекомпонирање на државата на начин кој ќе мора да дојде до поставување на граници. Каде што е? Тоа е таа трета албанска држава и правото нејзино е на отцепување. Федерацијата од све друго, правото на државите да имаат можност да се отцепат. Ние го спомнавме Косово. Косово во поранешна Југославија имаше се. Имаше влада, собрание, Национална банка на Косово имаше Академија науките на Косово. Немаше ништо што нема другите. Имаше и беа се што има и другите републики, 6 републики, освен статусот. Тие го бараа статусот, што тој овозможуваше право на отцепување. И сега тоа е битката, разбирате. Сева што се случува, поготово албанскиот политички сектор во Македонија е правото на отцепување, односно основата за сите барања нереални, противуставни и се на албанците се со цел да се реализира, да се финализира голем албанскиот проект. И да не забораваме, велат и Рама изјавува од Албанија дека такво нешто го измислиле србите, што тоа не е, тоа е на реалност. Со независно на Косово, голем албанскиот проект е преку 70% реализиран и во таа насока за негово финализирање, дефинитивно, финално, разбирате, завршување, ако сакате, остана сам дел од Македонија. И затоа почна оваа криза, затоа е прекрстувањето на Македонија, затоа се тие барања кои го поставуваат, затоа што вие знаете дека албанците и ДУИ, владеачката партија, де факто дел од коалицијата, не го признаа председател на државата затоа што не бил консензуален. Консензуалноста е начин на кој функционира федерација. Разбирате, буџетот да биде на етничка основа, односно де факто значи федерализација, двојазичноста значи напуштање на онај систем кој го имаме сега, значи да државата не биде, да државата биде спрема она што е замислено да биде како се ка централна, односно да биде во ситуација да не може да се решава преку етнички канали, него да се решава во име на сите граѓани на оваа држава. Значи, сите тие се де факто разбивање на ова во кое денеска живееме, и иако сега лидерот на опозицијата вели дека никаква федерализација доаѓа преди и така натака, сето тоа што го вети де факто е и формално е федерализација. Велам, федерализацијата има една единствена цел — отцепување и со тоа де факто финализирање на големоалбанскиот проект. Како тоа би функционирала во пракса? Видите, тоа е постепен политички развој. Ние кои ќе се влеземе, да се вратиме само, промените суштински во држава дојда со 2001 година. Војната која беше увезена од Косово, која беше менаџирана од Вашингтон, разбирате, со таа војна де факто се прекрои државата на начин кој овозможува да малцинството на некој начин и ја блокира државата и го блокира низиното функционирање, односно се наметно како носечки фактор. Знаете, Охридскиот рамковен договор кој е погубен за македонскиот народ во целина, ние го подпишавме и треба да го спроведуваме. Меѓутоа, освен тој унитарен карактер кој преска не би текнуваше на државата, ништо друго тие не презема како обврска во однос на македонскиот народ. Значи, се што беше доделување на права на малцинството, без никакво водење сметка за државата и за мнозинскиот народ. И зашто Охридскиот договор го подпиша, кој е мировен договор, сушто да не заборавајте, мировните договори не се ревидираат, нити се врши нивна ревизија, во историјата нема таков случај.
Значи, тој е мировен договор, со кој беше постигната завршење на војната, и тој договор кој често се повикуваат, на кој се повикуваат и Вашингтон и Брисел, е апсолутно едно злоупотребување на една реалност, бидејќи Охридскиот рамковен договор, кој е рамковен, не случајно наречен, имаше своји анекси. Разбирате, со анексите и нивната имплементирање во уставот и законите на државата е завршен. Охридскиот рамковен договор веќе е анулиран, тој само е дел од историјата и нема никаква вредност. Разбирате? И секое повикување него е од страна на Вашингтон и Брисел се тежок, жесток притисок во државата и секое повикување на негова ревизија, надградба во која замка падна и заe во Швајцарија, де факто, значи, негирање на уставот и на законите. Не можеме да зборуваме за промена на уставот и законите. И секој има право да се лага за такво нешто, разбирате. Меѓутоа, да ти се повикуваш на еден мировен договор, кој е реализиран во избори, во уставот и во законите, кој е веќе дел од историјата, не постои, тој не е механизам, анахронизам комплетен е и постојањето на секретаријат во влада кој карши нас тука. За какво имплементирање на Охридскиот рамковен договор, кога тој е де факто целосно внесен во законите и уставот. Не можеме да зборуваме за исполнување и реализирање на законите, уставот и слично, меѓутоа не можеме да зборуваме за Охридскиот рамковен договор. Тој е дел од историјата и такво нешто не постои веќе. Како актуелно, како важно, како нешто што има влијание. Во Тановска ја прашави претходно околу моментот, значи ако зборуваме, како што вели лидерот на опозицијата, надминување на рамките на Охридскиот рамковен договор или редефинирање на уставот по принципот на она што беше рамковен договор, и ако тој рамковен договор е договор како што велите мировен договор, точно во основата, тогаш не мислите ли дека тој процес на редефинирање може да предизвика повторно конфликти на крај? Никој не ги прашува од една страна веќе македонските припадниците на македонската етничка заедница, никој не го поставува прашањето како тие би реагирале. Затоа спомнав претходно, ако имаме ситуација на избори во која што 400.000 гласови би дале доверба на една политичка партија, и ако некој во парламентот со минимално мнозинство малцинско го проба да изигра таа воја на народот, не мислите ли дека тоа може сепак да се преточи во еден голем револт на улица? Видите, опасноста е реална и објективна. Видите, анахронизмот... Веројатно би била и оправдана. Видите, ама не дај Боже да е тоа. Видите, абсурдноста е што, како што рековме, Охридскиот рамковен договор беше погубен за македонскиот народ, затоа што се промени уставот на начин кај што беше избишен македонскиот народ. Го подпиша 4 партии, 2 албански, 2 македонски, значи постои паритет меѓу нив, а со тоа се игнорира мнозинството во државата македонското, кој е скоро 3 пати поголемо од албанското малцинство, разбирате. И сето тоа, значи, води во негирање на основен демократски принцип на да одлучува мнозинството. И абсурдот, како што реков, е огромен, затоа што албанците кои добија се, кои добија де факто не се, меѓутоа добија малцински права кои се надвор од сите и над сите меѓународни стандарди, тие цело време барат повеќе, а македонците кои добија единствено унитарниот карактер како некаква гаранција дека оваа државна структура и уставна структура сепак ќе опстои, разбирате, тоа е секојдневно доведемо прашање. Со сите оние работи кои спомнавме, и двојазичноста и консензуалноста, тоа се негира како принцип на унитарен карактер. И место македонците да бараат не ревизија на Охридскиот договор, тој рековме мртов, тој е дел од историјата, место да бараат стриктно почитување на она што е вградено во уставот и во законите, македонците молчат, албанците бараат. Видите, тоа е наша вина. Разбирате? И се ако не одиме во таа насока, ако се бара решение кои се надвор од уставот, кои го загрозуваат оние фундаментални права на македонскиот народ, затоа што да го објасниме тоа, така наречена ревизија на Охридскиот договор, што велам прво е абсурдно, што Охридскиот договор веќе не постои, тој е мртов, тој е дел од законите и уставот. Значи, да, ако се прави некоја ревизија со оние основни клучни тамо ставови и регулативи, де факто се подјадува националното ткиво на македонскиот народ.
То неизбежно води до промена на уставот, тоа значи де факто промена на уставот и подјадување на македонското национално ткиво, затоа што се над она што е сега реалност, дори таа реалност не е сјајна, како што рековме, што може да се блокира функционите на државата, се над тоа значи де факто губење на македонскиот карактер на оваа држава. И целта на Охридскиот рамковен договор, да бидеме јасни, кој е подметат од странскиот фактор, текстот е на Соединените американски држави, има цел да се подјадува однатре македонската држава, бидејќи не успеа војната во 2001 година, што е мало чудо, нели така? Првите 5 цели на војната беа, од првите 5 соопштенија на ООН беа ослободување на албанските територии. Сега тоа се спроведува на еден, да го речеме, легален, под наводници, на еден начин кој преку федерализација тие ќе го постигнат. Тој ќе ги ослободат своите, така наречени своите територии преку федерализацијата, односно преку правото на цепување. Што друго прашање, мислите со оглед дека ова од она што можам да го видам по изјави во медиумите, тоа веројатно за сега останува став кој што го форсира и го спомнува лидерот на опозицијата, останатите членови на таа политичка партија и носители на листи се дистанцираат, условно кажано, барем нема изјави во јасна форма на таква поддршка на тој процес. Може би има нека... Само никој не се откажа од него, не се дистанцира. Не се откажал, меѓутоа, прашањето ми е, не се дистанцирал јавно, меѓутоа не го поддржал секогаш кога одговараат на таа тема, е дека тоа е во болната глава на власта, дека некој сака да прави федерализација, ако изјавите од пред недела две на неколку ТВ настапи, јавни настапи на лидерот на опозицијата беа сосема чисти во поглед на тоа. Меѓутоа, прашањето ми е, мислите дека тој процес може да помине и кај самите социјалдемократи? Јас не сум баш сигурен дека тие можат да поддржат такво нешто, ако Видите, тоа ќе треба да се соочат со него. Видите, ќе се треба да се соочат. Тоа е ставено на маса од нивниот лидер, она што запрепастува, не зачудува, запрепастува е што никој од нивните членови раководители не се дистанцира од таа политика. Даден им е таков залог и на албанците, кои ќе завршите изборите, албанците ќе чекајте. Вашата главна опозиција беше за ова и ова, значи не е некаква наша измислица. Се сечат, му се врзуваат рацете на едниот мандатор, кој е од сегашната владеачка партија, и се сечи коренот на државата, разбирате. Значи, целта на тоа и односно последиците од тоа ќе бидат далекосежни. Затоа што едно е кога албанците артикулираат такви нелегални, неуставни, големоалбански тенденции и барања, а друго е кој ќе не го ги поддржува од македонскиот блок, политички блок, а тоа се случи. Тоа е таа трагедија, разбирате. Затоа едно јас кој ќе бара, меѓутоа кој ќе некој другата страна тоа би го поддржува, тоа му дава апсолутно легална основа и сега албанските политички партии кои издегуваат со такви екстремистички барања треба бидат глупи да ова што го нуди Социјалдемократскиот сојуз, иако јавно велат никаква федерализација, никаква јазичност, тие се што кажа нивниот лидер, го кажа прво во Приштина на интервјуто во Косово, разбирате, го повтори во Скопје на друга телевизија, на 21, јас реагирав на тоа, сега го елаборира на најширока основа во Швајцарија и тука нема дилеми, разбирате. Тука се извинувам, значи, тоа е таа опасност која се креира, тоа е таа, да речам, последица која ќе биде неизбежна, бидејќи на некој начин албанските екстремистички и големоалбански барања де факто добија некаков легитимитет со ставовите на опозицијата. Македонска политичка партија. Благодарам, тука правиме уште една кратка пауза и потоа финишот на денешниот круг. Круг со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Што е слушатели, потро назад во последните 5 минути од денешниот круг, мој ваш денешен гостин е амбасадорот од кариера Ристо Николски. Да пишете една колумна, последните колумни во која се ја посветува на оној став на лидерот на опозицијата дека бомбите биле полувистини, односно како што велите, полулаги. Мислите ли дека на крајот од дистанца кога ќе се гледа оваа криза од 2,5 години која трае
и која нели еруптираше со токму тие бомби кога би ја гледале од некои 5, 6, 10 години од сега од дистанца, може ли да се излезе заклучок дека тогаш ќе може да дефинираме дека тоа било една најголемата политичка заблуда во македонската политичка сцена? Не заблуда, најголемата политичка завера во Македонија, може се каже, по војната од 2001 година, затоа што сето тоа е последица на војната од 2001 година, кога целите кои беа поставени, а тоа слободување на албанските територии не успеава, дојде Охридскиот рамковен договор, кој тие цели треба да ги спроведе или така на еден индиректен начин од внатре, веќе не од надвор. Војна во Македонија на Балкан нема да има повеќе, ниту во Европа, војните ќе бидат, како што рековме пред малку, во Азија, меѓутоа нема да има ни мир, затоа што прекројувањето на Балканот по југословенската распад на Југославија не е завршено. Македонија се држи како еден лимонедан за подкосурување, разбирате. И сето тоа што се случува веќе 25 години покажува дека идеите, целите кои ги има главниот светски фактор, разбирате, во Македонија и на Балканот не се реализирани. Затоа, велам, тие бомби треба да бидат финале на тој процес на прекрстување на македонскиот народ, на македонска држава, раземитување на македонскиот народ, едно финале и во таа кукла, сакате, алатка, монета или марионета на Западот е нашата опозиција, која свесна дека 10 години може да добие избори, се фати во едно непријателско оро према оваа држава и према овој народ и финале на тоа е тие бомби, разбирате. Рековме пред малку, кој да прислушувал? Тоа е проектот со прислушување, тој е странски, раководен од тајните служби, дали била таа британската или било која, не е важно, за сето тоа стои Америка, односно ЦИА. И, велам, наши опозиционери се жртви на тие странски интереси во очајнички обид да се вратат на власт. Така да бомбите... Да бидат на другата страна слушалката. Точно така. Видите, самиот Заев во емисија во една дебата на ТВ21 го праша зашто монструм не беше обелоденет, значи со тие преслушувани материјали, колку што ветуваше повеќе пати. Тој, он вака им рече, знаете, не го објавив тоа затоа што се тоа полувистини, бидејќи прво, иако ги објавив нивки, имаше незадоволство, емоции, така натака, и затоа е поарно целиот случај да го испитаат специјалното јавно обвинителство или другите и да се има цела вистина. И сега логично прашањето, добро човече, тие полувистини, полулоги не ги објави, а зашто ги објавите други? Со кои ја потреси темелите на оваа држава, не изрезили во целиот свет, разбирате, која е целта? Значи, целта не е негова, целта е пак на тие странски фактори кои сакаат да ја променат оваа власт како тврдоглава и не е спремна да го заврши тој проект на прекрстување на Македонија, де факто затварање на македонското прашање кое веќе 150-200 години на дневен ред, бидејќи по распадот на Југославија, кога Америка првпат стапна на овој балкански терен, тие играат на карта на албанците, не на Албанија, на албанците. И прават се, рековме дека голем албанскиот проект е 70% веќе реализиран, прават се, Македонија остана единствено не отворено прашање, Јужна Србија не ја фаќаат, Црна Гора не ја фаќаат, Грција не ја фаќаат и затоа сега сме ние на тапет и се прават се да се тоа заокружи со една капитулација на Македонија. Можда ли некоја промена во таа политика која што видите вие сега со изборот на новата америчка администрација? Нема шанса. Видите, политиката на Америка према Македонија не доаѓа до председател на државата, тоа се оние структури разноразни кои тоа го решаваат. Мислам, оценките овдека дека демократите били лоши, републиканците добри за Македонија. Тоа апсолутно не е точно, разбирате. Мислам дека ако има некакви промени во американската политика према Русија, што ќе биде многу тешко да се постигне, макар нека има некои нијанси, тоа ќе отворат просто за некаква постабилна Европа. Меѓутоа, јас сум дефинитивно уверен дека тоа нема да има никакви рефлексии во македонската
македонското име, македонското прашање, да го наречеме, и дека таа американска политика 99,999%, односно промени, ќе продолжи. Благодарам, почитани слушатели. Мој ваш денешен гостин во Круг, амбасадорот од кариера Христо Николски. Круг е на емисија на Трговското радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Јас сум Маријан Николовски, уредник и водител. Денеска е среда, 30 ноември. Гледајте, слушајте го Круг и следната среда имате пријатен ден. Круг со Маријан Николовски на Радио Слободна Македонија.